2 милиони метри квадратни земјоделско земјиште во Маврово е пренаменето во градежно со одлука на поранешниот премиер Никола Груевски во 2014 година. Од тогаш општината има издадено над 100 дозволи за градење на фирми и приватници. Мислам дека овдека на Маврово владее урбаната мафија. Се посегнува по државно земјиште. Се издаваат дозволи без согласност на јавната установа Национален парк Маврово. Децениското одложување на репрогласувањето на паркот остава простор и за изградба на нови хидроцентрали. Националниот парк Маврово, познат по својата недопрена дивина и пејсажи кои го одземаат здивот, сега се соочува со закана од немилосрдна урбанизација, која заштитената зона забрзано ја трансформира во бетонска џунгла. Никнуваат бројни градилишта за хотели, нескромно блиску до ски центарот, загрозувајќи го погледот на постоечките викендички. Се повеќе државни парцели се продаваат на приватни лица и потоа се трансформираат во градежно земјиште. Неконтролираната урбанизација која зема замав последниве години ја забележува и 84-годишниот Темелко Бошковски, жител на Маврово над 40 години. Тој сведочи како државното земјиште за ниска цена завршува во приватни раце, без да се направи проценка на влијанието од градењето врз виталните ресурси. Државно земјиште, каде што поголема квадратура им е дадено на приватни лица за многу ефтина пара. Значи ме 1 евро квадрат, а тие го продаваат за 150 евра, 100 евра квадрат. Уништувањето на шумските површини кои се повеќе паѓаат во приватни раце е мрачен доказ дека приоритетот е бетонот пред заштитата на природата и одржливиот развој на паркот. Ова е еден од примерите како се поместува градежната линија во Националниот парк Маврово. Парцелата десно од мене во раните 80-ти години на минатиот век во државните хартии била запишана како шума, за во доцните 90-ти да биде претворена во пасиште. Сега, овие парцели во последните 2-3 години станаа приватни и може да станат градежно земјиште. Отворените зелени простори некогаш ја красеа оваа спокојна дивина во Маврово. Наместо тоа, сега се повеќе се гледаат бетонските монолити кои доминираат во пејсажот, не оставајќи простор природата да дише. Семејството на Верица Илик пред половина век го купило својот имот во Маврово. Сега, на 74 годишна возраст, таа е председателка на Сдруженијето Спас за Маврово, која се бори да ја запре немилосрдната бетонизација. Мислам дека овдека на Маврово владее урбаната мафија. И тоа не од сега, него малку поодамна. 2017 година е почнато со Радика, и продолжува понатаму. Тие луѓе ги добиваат дозволите од општината, градоначалникот, од урбанистичкиот дел на општина Маврово Ростуше, така да врзани се со нив. Општина Маврово и Ростуше донела урбанистички план според одлуката на Груевски од 2014 година. Од Министерството за животна средина велат дека немаат ингеренции за поништување на урбанистички планови и одговорноста ја префрлаат кон општината. Од општината велат дека постапуваат по пријавите за дивоградби, но дека не уриваат бидејќи никој не се јавувал на тендерите. Додека лузните од градењето стануваат се поочигледни, локалните жители укажуваат и на други проблеми. Градежниот шут завршува во езерото, исто како и фекалиите од големите објекти. Во населбата често нема вода и струја, иако жителите се жалат, велат дека властите се глуви на нивните апели, особено градоначалникот, инспекторите, но и во јавната установа Национален парк Маврово. Се влоши ситуацијата на водата, значи нема вода. Цело есен немаме струја, улици осветлени, а плаќаме. Еден хотел овде има посрна и неколку таму, све фекалиите одат во езеро. Во Маврово луксузни вили поседуваат политичари, поранешни министри, градоначалници и контроверзни бизнисмени.
Петре Шилегов, Орце Камчев, Дејан Панделевски се само неколку од забележливите имиња кои делат оваа ексклузивна населба со локалните жители. Иронично, и покрај разликите во богатството, и тие го плаќаат истиот данок на бетонизацијата. Националниот парк Маврово цела деценија чека да биде репрогласен. За тоа да се случи, треба да се изработи нова студија за валоризација на вредностите на паркот, но и план за управување со подрачјето во кој ќе бидат утврдени зоните на паркот и кои активности во него ќе бидат дозволени. Како резултат на тоа, видовме во изминатата деценија дека имаме голем број на одлуки, голем број на дозволи кои се доделуваат без знаењето на паркот или без влијанието на паркот како една установа која е таму за да го чува природното наследство, и како резултат на тоа доаѓа до одредена штета врз животна средина и штета врз природното наследство, дивиот свет, шумите, се што Маврово го поседува и за се што е прогласено нели како парк. Според документите до кои дојдовме, за само 6 години општината има издадено 128 одобренија за градба. Градежна експанзија постои последниве 10 години, меѓутоа многу поизразена е последниве, да речам, 3, 4, 5 години наназад. Деловите кај во село Маврово, блиску до жичарата, по тој дел кај што сме ние како мештани, да речам, кај што живееме. Тука се најголемиот дел на ова, меѓутоа више парцелите и се толку колку што се. Значи се што е останато или е проблематично или нерешено имотно-правни односи или нешто, па така да се посегнува по државно земјиште, по шуми, по ова, до оформување на парцели. Но не се само градежните објекти закана за паркот. Беа издадени бројни концесии за изградба на мали хидроцентрали, некои од нив во строгата заштита на паркот. За другите кои беа планирани се бара раскинување на договорите. И повторно да не се остави простор во иднина било каква хидроелектрана да се гради. Прво затоа што Маврово како национален парк поради постојниот систем, хидроенергетски систем е веќе оптеретен. Целиот овој период на урбаната експанзија ги претвора природните пејсажи во бездушни структури. Тоа не само што ја нагризува суштината на националниот парк, туку ја загрозува и деликатната рамнотежа на неговиот екосистем. Бараме мораториум на Маврово, на целиот овој регион, да не смее да се гради додека не си ги решиме сите проблеми, од инфраструктура, од водоснабдевање, затоа што ние ќе останеме без вода. Додека иднината на Националниот парк Маврово виси на конец, останува прашањето дали остатоците од оваа некогаш недопрена природа ќе подлегнат на нескротливите амбиции за урбанизација или има трошка надеж за неизино зачувување пред да биде предоцна.